Ново поскапување на лебот, маслото за јадење и кондиторските производи се очекува периодов кој следи. Тоа се должи на поскапата струја што ја плаќаат индустриските капацитети, а за една година таа е зголемена за 100%. Цената на пшеницата која ќе влијае на крајната цена на брашното и лебот порасна за 20%. Кај суровината за маслото, сончогледот, зголемувањето е уште поголемо. Цените на транспортот заради пандемијата растат уште повеќе. Спиралата на поскапување зема се поголем замав, а тоа ќе им се удри од глава на граѓаните кои сега едве преживуваат. Тие се пожалија дека сите трошоци растат забрзано, а никако реално да им пораснат и платите. Поскапено е, најверојатно има инфлација, не сум многу упатена во тие работи, меѓутоа мислам дека има инфлација. Еве од денеска има нови поскапувања, платите стагнираат, меѓутоа производите растат. Точно, тоа е реалност. Цените си одат нагоре, инфлација се случува, ништо не се менува. Како ќе се издржува, па како и досега. Народов е за гревота. Гревота се пензионерите после. Со ниски примања. Па пензија не може да биде и висока, тоа функционерите зема високи пензии, другите не верувам. Од владата признаваа дека пандемијата се одрази на животниот стандард на граѓаните, но мерките кои ги презеле влијаеле на ублажување на ударот, што граѓаните никако да го почувствуваат. Дека тоа е така зборува и последното поскапување од 214 денари во август во споредба со јули, измерено од синдикалната кошница на Сојузот на синдикатите на Македонија. Анализата на ССМ покажува дека трошоците за живот континуирано се зголемуваат, а платите стагнираат. Ако со ваков интензитет продолжи зголемувањето на трошоците и на цените, тогаш ниту 3 минимални плати не би биле доволни да го достигнат растот на минималната кошница. И Народната банка евидентира раст на цените над очекувањата, а тој тренд се очекува да продолжи заради неизвестноста на странските пазари. За владите ширум светот поскапувањето на храната може да има висока политичка цена. Прашањето е дали можат тие да сторат доволно за да се спречи нејзино уште поголемо плаќање, пишува Bloomberg. Светските цени на храната се околу 33% повисоки во август во споредба со една година претходно, покажуваат најновите податоци на Организацијата за храна и земјоделство. Инаку кај нас последно во низата поскапување се цените на мало на сите производи кои пораснале за дури 5% во однос на истиот период лани, измери Државниот завод за статистика. Овој раст е само теоретски, а во пракса поскапувањето е далеку повеќе, што не се исклучува можноста цените да одат уште нагоре.